Голем благослов, магична моја фамилија. Голем благослов за сите вас. Добро дојдовте на Уналун Тарот. Јас ви посакувам едно добре дојде во месец февруари за сите вас. Се надевам дека сите сте добро и здраво и дека овој февруари ќе биде извонредна енергија за сите вас. Денешното исчитување од тарот картите ќе биде во колективна генерална енергија која што се надевам дека за сите ќе резонира. Улогите секогаш можат да бидат заменети и овој февруари ќе биде во енергија да започнеме со вакви исчитувања од тарот картите, да ви соопштат моменти, случки, настани, енергии каде што ќе треба да превземете ваша енергетска вредност, да дознаете, спознаете за случка настан кој што ќе биде во нареднината енергетска вредност префрлена или пак превземена како случка настан кој што се одвил, ќе се одвие или ќе биде во енергија да се одвива во наредниот период. Јас се надевам дека сите сте добро и здраво и ве со вас го пијам моето прво кафе за денеска, енергија каде што ова неделно кафе ќе биде утемелено во сите вас и да наздравиме за новиот почеток во овој нов месец февруари. Ајде да видиме за која енергија денеска ќе зборуваме, за која случка настан. Денеска ги превземаме енергиите за овој месец. Овој месец ќе работиме со овој монет тарот карти и ова енергија на сликовити оракл карти каде што ќе ни доловуваат енергии за сите вас. Па не должам премногу, да ве оставам во добро енергетско битие, кој што ќе дојде да послушате оваа порака од денешните колективни енергии за сите вас, да знаете и спознаете за ситуација настан или пак енергија која што ќе биде за персона спроти вас или пак ова ќе бидете тоа вие, каде што и ќе се најдете во случка настан или пак случување. Енергии да секогаш оваа порака ја превземете во ваша енергија, да не ја канализирате, туку да ја употребите во енергија да превземете ваша енергетска вредност, да добиете насока каде што и ќе можете да делувате во наредниот период кој што е пред нас. Ајде да видиме за која персона или пак за која случка настан ќе се одвива денешното исчитување од тарот картите, да видиме за кого и како, да видиме за која енергија ќе биде во ваша структурална енергетска вредност, да видиме како ќе го започнеме овој месец за сите вас. Јас се надевам дека ќе биде утемелена оваа енергетска вредност, да видиме за која персона станува збор, или пак за случка настан која што ќе ја отвори оваа денешна февруарска енергија. Ајде да видиме за што станува збор. И моментот да започнеме со исчитување од денешните тарот карти. 6 пентакли и енергија на камелеон. Оваа енергетска вредност е персона која што е спроти вас, се однесува на персона спроти вас, улогите секогаш можат да бидат заменети во оваа денешна енергетска вредност. Оваа персона спроти вас се однесува на енергија која што менува облици, енергија каде што и менува бои на издигнување или пак енергија каде што е прикриена, притаена, но е во енергија да менува секаков облик во негова енергетска вредност или пак во незина енергетска вредност. Јас ке читам од моја генерална енергија, затоа што сум жена, мажи вие земете во ваша енергетска вредност, обратете го, само променете го полот, енергија да, оваа персона е во еднакво давање и примање, но оваа персона сака да земе све за него. Енергија каде што и ќе треба мала борба од вас да биде во енергетска вредност, да спознаете и дознаете со каква персона стоите спроти вас. Ова може да биде соработник, може да биде енергија на шеф, енергија на поголема персона која што
и е во ваша енергетска вредност. Ова може да биде ваш брачен партнер или пак љубовен партнер, но може да биде и брат, сестра, енергија на пријател, пријателка, каде што и имате контактна енергетска вредност, каде што можете да разговарате, да стабилизирате ваша енергетска вредност. Да, донесете 6 пентакли во еднакво давање и примање. Оваа персона крие нешто во неговиот сегментен дел, каде што ќе сака да се здобие со повеќе енергија, каде што му ги прилагодува ситуациите према него, енергија каде што сака се да добива, но помалце да дава. Ова енергија е обратна енергетска вредност, каде што за некој од вас ќе биде да дознаете, спознаете за персона спроти вас, која што сака да добива, сака да биде утемелена, сака да биде во енергија да добива моментални енергетски вредности кои што ќе бидат во негова енергија, да биде во добивање на удостојување, да биде во енергија на подароци, да добива. Едноставно, оваа персона ве копира. Енергија каде што и не ви дозволува да влезете во ваша енергетска вредност. Ајде да видиме за која персона станува збор во денешново исчитување од тарот картите, да можам да ви ја доловам оваа енергија, да бидете во ваша енергетска вредност, да знаете со каква персона имате ситуација настан, каде што и може би очекувате од оваа персона да се промени, но оваа персона нема никогаш да се промени, затоа што во една камелеонска енергија, каде што и оваа персона сака сите ваши заслуги, сите ваши енергии кои што ги добивате во еднаква енергетска вредност, устабилизирана, може да биде и материјална, да ги придобие за себе. Ајде да видиме за која персона станува збор. Асот на штаповите, витезот на куповите, асот на мачевите, го повика асот на мачевите најверојатно, енергија Chariot, кочијашот, може да биде некој воден знак, поконкретно рак, ракова енергетска вредност и херофант, бик, рак, бик, бикова енергија, каде што и оваа енергија е премногу мудра, енергетска вредност, ке треба да ја научите оваа персона да биде во ваша енергетска вредност. Оваа персона е стабилна персона, но има една неубава енергетска вредност во него, каде што сите заслуги сака да ги добие за себе. Енергија каде што се прикрива, прикрива преку настан кој што ќе се одвие во наредниот период. Може да биде на дистанца оваа персона, каде што и ќе ви понуди комуникација, нов почеток, нов рестарт во некоја енергетска вредност, каде што и 6 пентакли ќе бидат утемелени во вас, да вие очекувате оваа персона да даде еднакво и да примите еднакво од негова енергетска вредност. Но оваа персона никогаш нема да се промени, затоа што е во енергија на камелеон. Оваа персона менува само начини, но е во иста енергетска вредност. За некој од вас ќе значи дека оваа персона е ваша љубовна енергија, партнер, љубовен партнер, каде што очекувате да ви даде можност да влезете во поголема енергетска љубовна енергија, каде што ќе биде понуда, стабилна понуда, но овој љубовен партнер ќе ви го понуди тоа, но ќе сака премногу да одземе од вас, да се дадете во оваа љубовна релација, каде што и ќе биде во енергија да ви понуди страст, но нема да може да ви понуди нешто поконкретно, еднакво давање и примање. Тоа е енергија на љубов или пак на стабилна врска, каде што оваа персона ги сака сите заслуги, затоа што е премногу интуитивна, но и премногу брзо учи и е мудра енергетска вредност, каде што и е стабилна персона, но е во енергија да биде во доаѓање или пак во одење од вашата енергија, да игра во топло-ладна енергетска вредност, каде што и ќе биде
во енергија да препознаете оваа персона по таквите случувања кои што ги дава во негова енергетска вредност. Ајде да видиме што сака да ви порача оваа персона или пак да ви порача универзумот за оваа персона. Зашто токму се јавува во ова исчитување од тарот картите? Оваа персона ќе сака да комуницира со вас, да ви понуди нова понуда, но дали вие ќе ја прифатите една дистанца од вас? Се надевам дека неговата работа е во патување, дали било тоа на физичко или пак на психичко патување, но оваа персона е херофант на енергија, високосвештеник, каде што и е клучот во оваа персона да ја препознаете дека е во енергија на стабилност, но е во енергија на зададен момент, но е во енергија на камелеон. Оваа персона ги менува нештата во енергија каде што и доколку свати и разбере дека не му одговара некоја енергетска вредност од вас, тој само ќе ја промени неговата фигурација или пак модел на размислување каде што и на тој начин ве гаслајтува или прави ментална игра која што се надевам дека некој од вас очекува оваа персона да се промени, да даде некоја добра понуда, но оваа персона нема тоа да го направи во наредниот период. Ке треба да научите оваа персона, доколку можете да научите. 5 купови, оваа персона ве изиграла во љубовна енергетска вредност, доколку е ваш љубовен партнер, бивши љубовен партнер, кралицата на пентаклите, крајна кралица во тарот декот, но е премногу стабилна, ова е мајчина енергија, разбирлива, материјално ориентирана. Имаме уште една енергија, уште една кралица, каде што е во мачеви, кралицата на мачевите, енергија каде што оваа персона притајува уште една персона во неговиот енергетски дел, каде што и ќе треба да да донесе битна и јасна одлука во вашиот сегментен енергетски дел, каде што и ќе треба да се одлучи за која персона ќе биде во енергија на еднакво давање и примање. Оваа персона манифестира една од вашата енергетска вредност, оваа енергија каде што оваа персона во изминатиот период ве изманипулирала буквално, ве оставила на цедило, еден емотивен крах се доживеале од оваа персона, каде што и не сакала да се изјасни по повод стабилна ваша енергетска вредност. Оваа персона менува начин, облик на размислување во зададен момент, каде што и ве манифестира. Оваа персона е премногу јака персона, поврзана со универзумот, ова е хемична енергија, каде што ги има сите арсенални енергии, сите атрибути во него, каде што и ќе се одлучи за една персона во неговиот животен енергетски сегмент, каде што и имаме пар во ова денешно исчитување од тарот картите, кралицата на мачевите со кралот на мачевите, каде што оваа персона ќе треба да се одлучи за еднакво и давање и примање во љубовна енергија или пак во стабилна љубовна емотивна енергетска вредност према вас. Дали ќе биде во енергија да се одлучи за некоја друга персона која што ќе биде во негова енергија, кралицата на пентаклите, но ова ќе биде доблесна енергетска вредност каде што оваа персона и е во енергија на магионичар. Оваа персона добро знае да извизуализира она што и ќе сака да го добие од вас или пак од зададен момент каде што и ќе треба да бидете јаки, да пребродите некоја енергетска вредност каде што и ќе треба да ја утемелите во вас сами, да знаете и спознаете за персона спроти вас, која што очекувате да даде еднакво и еднакво да примите од оваа персона љубовна енергија или пак доколку се работи за партнер во работна енергетска вредност.
оваа персона ќе се одлучи за сосема друга персона која што му е во значење, може да манипулира со нејзе или пак со него, но со вас повеќе не може да манипулира затоа што доволно ве повредила, доволно ве оштетила на емотивно енергетско ниво и вие ќе почнете да размислувате и да манифестирате друга енергетска вредност која што ќе треба да ви довозможи и да ви даде сето она што го посакувате, а тоа е стабилна љубовна енергетска врска или пак стабилна работна енергетска тимска работа од персона која што е во ваша енергија, но е во енергија да биде во одлука. Ајде да видиме и совет за вас во денешново исчитување од тарот картите. Енергија на стабилно патување или пак стабилен турнир. Знаете дека вие сте во енергија на стабилност, енергетска вредност, каде што и сте утемелени во вас сами, продолжувате по патот онака како што и универзумот ви го исцртал и сте во една енергетска акција да манифестирате ваша енергетска, дали било љубовна или пак работна енергија која што оваа персона ја затварате комплетно како една енергетска вредност во вас и продолжувате понатаму во со вашата енергија по пат каде што и ќе се движите сигурно и успешно. Јас се надевам дека оваа порака ќе биде утемелена во сите вас и ќе ви даде можност да бидете во ваша автентична енергија со почетокот на овој февруарски месец. Јас ви посакувам само среќа и една успешна енергетска вредност. Ова неделно исчитување од овие канализирани колективни енергии од тарот картите да ви донесат утемелување и да превземете добра акција за ваш пат кон животот, каде што и ви се отвараат можности да спознаете и дознаете за персона која што стои спроти вас и која што е во енергија на камелеон. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!